Господине Ковачевски, мора да признам дека вака гледам сте преминале во експерти. Не може така. Така не, во експерти не. Буџетот може би вака од професорска гледна точка кога ги анализиравте, ама ние треба да се погледнеме дека во очи да го анализираме малце попрактично. Зошто? Бидејќи од 2020 година до 2024 година вие сте директен креатор на буџетот. Прво како заменик министер за финансии, потоа како премиер на државата. И нема да си одите дома ако мислите вие вака професорки ќе ни кажете одека како треба да биде, како е и толку. Не може. Ние треба одека да видиме овој схоластичкиот пристап ќе го тргнеме на страна, да го видиме она што значи реална економија и зошто Република Македонија е нова дередже. Вие треба да ни кажете зошто, господине Ковачевски, во делот кога зборувате за задолжувањата за јавниот долг, прво ќе ви кажам, јавниот долг на државата е 9,4 милиарди или 56,7%. Значи, тука веќе професор Луко држите го на ниво. Тие се бројките, не се тие кои што ги кажувате вие, скриени, не скриени, но она кое што е важно, треба да ни кажете зошто, кога ви велевме овдека, оставете го оној од Струмица, не задолжувајте по 3 пати во еден ден, вие доаѓавте овдека и не задолжувате 3 пати во еден ден. Кога ви викав јас, вас не ви личи друштво како што си имавте, вие го слушавте него и секоја една реформа ја правевте со кредит. И тогаш ви кажував, не го слушајте, бидејќи до ден денеска Горни Милановац нема водовод, луѓето во Горни Милановац во Србија во текот на летото водовод немаат. А нашиов таму бил 2 години 3 милиона евра направил. А вие уште водовод немаат, па да тие што секој на пазар појшли да него ќе заработеле. Значи не верувате на тие приказни, вие им верувавте. И сега треба да ни кажете зошто се задолжувавме за ваучери во Охрид, зошто сега плаќаме енормни суми за враќање на долгови. И тоа се реалните работи кои што вие нас треба дека да ни ги кажете. Ви зборувавме дека ќе дојде до ова. Вас ве немаше. Мене ми е јасно дека за разлика од Филипче, кој што не е појавен овдека во собранието, а при тоа сите политички партии зборуваме дека една од причините за кои што постоиме и во собранието и во владата е да го подобриме животот на граѓаните. Животот на граѓаните се подобрува преку тоа какви буџетски политики ќе имате, односно да бидам попластичен, животот на граѓаните се подобрува преку предлозите и учеството во народните пари. Ова се народни пари, ова не се фиктивни пари. Филипче го нема дека никаде. Вас ве немаше 2 години, сега века ни продавате професор Лук, практично кажано, мислам дека не е во ред. Овој народ го интересира да му кажете зошто дојдовме од 4,7 на 9,7 милиарди долг. Каде се тие 5 милиарди, што направите со тие 5 милиарди и да ни кажете што ќаар имаме од тоа што веќе имавте мнозинство и не задолжувавте. Видите, гледате дека во Македонија одамна ѓаволот има за шегата, ја нема. Имаме сериозни проблеми, некој овдека се труди да извади максимум од можните ситуации. Гледаме дека, за разлика од претходно кога не убедувавте дека пензионерите може да добиваат по 180 денари годишно, кој бевте вие премиер, не ни кажавте како сега може 7.000 денари. Еве тоа одговорете ми го. Прашање до вас, јавно. Кога бевте вие премиер, пензионерите штрајкуваа, имавме еден човек почина дури, па обвинувавте дека некој го пратил. Тогаш им велевте, една реченица, тогаш им велевте дека можеме максимум да ви покачиме пензија 180 денари. Денеска имаме 7.000 денари. Како е тоа можно, господин Ковачевски? Тоа треба вака да ни кажете вие, а потоа да зборувате за други работи. Благодарам. И ќе замолам само да